Позата е таа, штом сум седната јас вака на столче пред шанкот, знаете дека започнува емисијата На шанк. Емисијата која ја правиме за да ве релаксираме, за да ве опуштиме, за да ве подсетиме дека од на шанкот поубаво место нема. Во секое време може да се потпреш, нисто слично како твојата мајка. Што и да направиш, обврзана да ти даде поддршка и да те сака, освен оние 10 сантими кои можете да ги направите на втората текила. Како беше некој имаше добар твит да утнеш и шанки Македонија и све. Останете овде и денес имаме супер гостинка во студиото, но пред нашата супер гостинка да ги поздравам моите супер пријатели кои од срце им се заблагодарувам што се секогаш со нас во емисија. Тоа се моите пријатели со нивните добро и квалитетно изградени станови на одлични локации, затоа што е важно локацијата на вашиот стан, но освен локацијата е важно да вашиот стан биде умно направен со распоред, значи секоја соба да си има свое место и да штеди, да ги намалува вашите трошоци и за ладење, и за грејење, и во текот на летото, и во текот на зимата. И она што тие го прават е да имате и природа и чиста околина околу вас. Заради тоа, сите проекти на моите пријатели можете да ги погледнете на нивната веб страна, на нивната фан страна на Facebook, или па најубаво луѓе да се јавите. Тоа се така фини и културни луѓе таму што ќе ве примат, ќе ви дадат добри информации, добри објаснувања за сите ваши прашања, затоа што не е така, нели, едноставна инвестиција како купување на штикли. Оно да душе штикли ги мислам 2 недели дали да ги купам или не па стан. Ама кога купувате од правите луѓе, нема што многу да се размислува овде. Ни да испадне сега само дека ајде како реклама, ама ако веќе зборувам за квалитетни партнери кои ни помагаат да успееме во емисијата На шанк, тука се нормално и Пан Принт со убавиот амбиент во студиото и со сите оние големи понуди кои ги имаат на се што ви треба за вашиот бизнис да го испромовирате или можеби лично за вас, да си направите убави фотографии на платно, значи било која слика по дома што ја имате, дури она од вашата сопруга што ја направивте по 50 патот како ја сликавте од 50 слики, не се бенди си на 51-та рече дека е убава и онака веќе ви е на вас до тука дојдено, земете ве направите една рамка вака, една ова и стајте од дневни речи, види ве жено што си убава, веќе не мора да те сликам, еве ти тука у рамена си, оваа ќе стои векови. Останете тука ако сакате добро да се забавувате и да дознаете кој е денешниот гостин на шанк. Одамна сакав на шанк да ја имам денешнава гостинка, затоа што е една од добро познатите македонски пејачки кои секогаш изгледаат одлично, прави уникатни спотови и уште поуникатни текстови на песни кои сами по себе веднаш не погодуваат, се пронајдуваме и затоа на големо задоволство ја неувам Дани Димитровска. Добре ми дојде. Добро те најдов, баш ми е драго за тоа да покажам. Значи, мене ми уште подраго, посебно затоа што досега немам правен интервју со тебе, а твоите песни секогаш ми биле баш оние посебно неколку што се за женска борба, знаеш, кога си борбана, кога си своја, кога си независна, кога ќе покажеш дека не си како другите, дека си уникатна, знаеш, посебно знаеш на кои текстови зборувам и посебно песните како не знам, страдам по тебе како пес, они сега не можам да пеам овде, ама ми да. Значи, така убаво секогаш сум се нашла во твојата музика, што искрено ми е задоволство што си ме гостинка. Добре ми дојде. Добро те најдов, супер, баш убаво, секогаш ми е убаво кога ќе чујам вакви муабети, меѓутоа да, сум слушала исто муабети дека посебно девојките, односно жените се пронаоѓаат овие песни и некако го нарекуваат мојот стил на феминистички. И ја повише тоа би го нарекла на нешто што тоа сум јас, take it or leave it, значи не знам, се чувствувам своја и сакам така да останам. Се стремам кон тоа. Кој како си го доживее, тој тоа доплида. Воопшто не мислам дека некој треба да го гледа тоа како негативна страна, баш напротив, ни треба човек како тебе. Посебно на помладите генерации, затоа што искрено колку пати кога ги слушам песни, па и стварно дел се претворија во порцелански кукли, а не знаат да ценат природна убавина и да бидат свој. Знаеш, да бидат деца, да бидат млади, да не брзаат одма кон се на штикла, да се издотера, да не знам.
Леле, страшно е. Да, знам точно за што ми збудиш, ја никогаш не претендирав кон тоа, мислам дека вечно ќе си останам едно мало дете у срцето, ма колку години да имала, и јас сум среќна со тоа. Сега би било убаво кога би инспирирала некој, кога би мотивирала да, ете, само се презентира себе си таков каков што е. Со тоа сум задоволна и среќна. Имаш секогаш по некоја мокина порака во спотовите? Пример, се сеќавам на Срца 2 за булимија, на почеток на маичката, каде што испишана таа порака. Не знам дали некој друг ја приметил или само јас, или лично дека такви проекти сум била вклучена и сум се борела покрај такви некои работи за кои уште не ни веруваа дека толку млади девојки и момци страдаат од такви работи, ама ти некако на уникатен начин ќе дојдеш и ќе ја покажеш таа порака и ќе ја дадеш до јавност. Тоа е се твоја идеја или како доаѓаат тие идеи за баш за Дани такво нешто да испрезентира? Па, у принцип спонтано, иако Срца 2 е песна од пред одамна, значи таа порака нема да ја заборавам, да. Меѓутоа, самата маичка си кажа нешто, некој го поистоветува текстот со таа порака што ја носеше гитаристот. Меѓутоа нема везе едно со друго, значи песната си е засебна сама за себе, а пораката беше мокина исто така засебно сама по себе. Така да спонтано си доаѓаат работите, у принцип во секоја песна има нешто, има некаква си не скриена, него некаква си порака која би требало луѓето да ја почувствуваат, а јас не сум човек што сака да стави се пред очи. Значи, ова ти е текстот, жити све, прочитај го, или нема да го читаш, јас ќе ти го раскажам. У принцип не ќам така, него ако го почувствуваш, ако го имаш тој порив, онда на исто сме, да. А ако не, здравје Боже, веројатно не си дозрел за да стигнеш до тоа, за да сватиш, да. Имаме кратки прашања, ти обично секогаш на почеток ги почнуваме како загревање кратки, јас велам оние блиц прашања за гледачите малку повеќе да дознаат за Дани. Во хороскоп сум близнак. Сериозно? Да. Значи сега ти е роден ден во јуни, ти помина? Добро, мојата 20 јуни, значи јас. Добро. Значи родена сум датум 4 јуни ќе дојде, ми го одговори прашањето само по себе. Мојата омилена храна? Лала, се. Јас сакам шеќер, сакам тестенини, сакам пити, сакам и здрава храна, сакам и зеленчук и овошје. Јас сум гурман, јас сакам да ја. Значи ти си да ти е мерак човек да те викне ти напред за јавење. Прекрасна сум. Абе ти само викни ме, ќе изедам се. Не, ај заедно да одиме некаде. Јас сум истиот човек, само некаде ме викнат. Омилено место за одмор? Не знам, го сакам Маврово. Ако збориме за нашава земја. Било каде, значи било каде. Маврово ми е местото кај што вообичаено знам да тркнам, макар тоа било на пола ден, само колку да се рестартирам. А иначе мислам дека сегде ми е убаво за одмор ако идам сама или со некој што е баш искао ја. И ако знае да одмара човек, секаде ќе си најде убаво момент. Апсолутно, да, не дека нешто бирам се посебно место, него не знам, може и овде, у овој кварт да ми биде место за релаксација. Позади шанк ти пуштаме коктели. Само клима да има и да се тргнат сите. И да нема никој. А за близнаци е чудна оваа реакција, обично сакаме со луѓе да сме, ама добро. Да, вистинските близнаци сакаат да си одвојат, па после да си земе малку одмор, да си ја наполни енергијата. Па реално мислам дека премногу се даваме и тоа што ќе го примиме назад, па гледаме да го вратиме назад и сега не викам дека ја не можам на пример 10 дена да идам на одмор да се нема шанси, за мене 3 до 4 дена и више готово. Готово, врати се од цивилизација, почни од џунглата да функционираш, пошто ова е многу мирно. Доволно е, значи. Омилено животно? Може да биде и диво и питомо, што сакаш само некој животно што секогаш ти будило во сет кога? Коњ, јавам коњи и мислам дека коњот ми е така едно од по... Дани прв пат сега пробав едно снимање емисија посебно да јаваме коњи и беше, значи секоја чест, значи тоа било најубавото чувство на цел свет. Ја многу ги сакам коњите, јавам уште од мои 23-4 години, имав една озбилна незгода, па нешто стагнирав и еве сега
еве сега пак им се враќам и ги обожавам Може падаме до имовет кој не пробал да проба, иако јас нели со поводник, со се не сум до толку да се пуштам. Да. Ти предпоставувам тоа е отворено ливадата со трчање со се. Да. Ако не е тоа, онда ништо не правим. Убавени. И каде да одам надвор, например, од земјава, посетувам хиподром и сакам да се качам да се запознаеме. запознаете. Омилен херој може да биде и личност која ти е блиска, може да биде и баш овие Супермен, Бетмен, не знам заради некоја причина. Јас Супермен го сакам, па поима нема, дете сум го сакала Супермен. Ако не знам, Најубав ги беше имам ми само многу... сите глумци ми беше најубав. Леле херој. Не знам, ја, ако вака кога те слушам, моментално ми текнува на Слеш, ја бев заљубена у Слеш, например. Нешто ми беше као идол, не толку херој као музички идол. Херои, вајда ги има многу, ама Весна Малинова ми е се уште жива легенда која онака поред мене мислам рамо до рамо одиме и секогаш кога ќе си кажам каква звезда си, ти си херој, бе, тебе спомени ќе ти изградам. Браво. Така, она ми е херој. Тоа е човекот ми тоа е она човекот, да. Добро, омилено место во Скопје каде што Дани најчесто се движи. Навечер или општо? Па, онако, знаеш, ко сакаш ти, ако ти речат бире кај сакаш Скопје да одиме, може да е кафич, може и парк да е, може и водно да е, ама каде што ти во твоја жила сакаш да бидете? Ако сакам некоја мирна прошетка, онда сигурно идам на водно, обавезно, и тоа по тие козите патеки. Ги знаеш, значи ти е. Ги знам, како не ги знам сон. Паркот и не толку, едино кога чував куќе порано, па знаев се да се прошетам и беше една од омилените дестинации. Си имам некои своји ресторанчиња, тоа се 3-4, каде што јадам, исклучиво таму. Балет ми е институција, кога сакам да излезам, тоа ми е местото кај што ја не идам на друго место, например, не дека не идам, балет тоа е институција, никој не може да го надмине. Па добро. Значи со години веќе балет е местото каде што е најопуштениот народ и каде што журката вистински започнува. Значи до 2 саат шмекери, селфиња, прајање вака онака, после веќе вистинската забава, така да е точно. Да, таму нема штикли, нема шминки, него и шанкот на балет, значи него луѓето се опуштени и слушаат музика. Значи таму има луѓе што тачно знаат што музиката представува за нив и немаат проблем да се опуштат, да ги отворат раците, да пеат, да се журкаат, да се забавуваат. Да се забавлjaат, а мене тоа ми е уствари поинтата на излегувањето. Добро. Најдалечната дестинација каде имаш патувано? Филипини. Машала. На Филипини бев и тоа бев само 3 дена и во тие 3 дена 2 дена имаше буда и не смев од хотел да излезам. Али нека се рачуна. Сум била таму, сум стапнала. Значи, тоа беше катастрофа. Значи, од 3 дена, 2 дена не смев од хотел да излезам, а третиот ден морав да си одам. И си реков, окей, ја ова ќе го шкртнам као поминато место, чисто колку да се пофалам, а иначе од Филипини не знам ништо. Ама тоа е најдалечната дестинација. Ама сега ме праша за најдалеч. Да, така да се држи, Извини, да си држи. Најдобро знам да готвам. Што е твој специјалитет? Знам суши, суши. Знаеш како го правам суши? Суши не е лесно да знаеш. Реално, ја не знам манџи да правам, не знам како се вика пунети пиперки, тоа такви домакински вакво храни што мајките ги учат керките. Тоа не знам, например, не знам тавче гравче, али суши какво правам. Јас сум цар. Може да. Салати знам, исто сум добра, нешто пилешко со соси, нешто пробувам да сум модерна, ама не е дека готвам, така чисто. Ама добро, барем една работа, те што ја правиш многу добро, тоа и тоа не е лесна работа. Дали сме оригинални, Дефинитивно. И ексклузивни. Ова е последното од група, вели, она е за косата како заштитен знак и не сум те никогаш прашала, вистинска ти е виткана или имаш она трајна или како што се правиш? Не, ова ми е природна, со тоа што... Ето, ми се исполни желбата да знам косата на Дани каква Уште као дед, мислам, ја имав порано баш на црнечки пуцвал. Не ми растеше вака косата, него вака ми растеше. Имав сериозен проблем, беше порано комплекс. Пошто ме зеза, ме вика секако, канго, не знам, бушава,
И ми беше, реално ми беше комплекс, викам, а колку и да се усекош кога се шишам, таа Расте уште повеќе, уште повеќе. Најгрозна фризура у свет. Ама со тек на време, како растев, сега веќе старем, со многу шатирања, фарбања и така натаму, некако си доби некој... Ја мразвам да се чишлам, например. Многу ме нервира да се чишлам. Ја не се чишлам. Мене кој ќе треба да ме прават хиба ангела се нервираат и не сум изчишла, многу сакам коса како твојата. Значи, мене ми е тоа жилба, станува са бајле и само малку пена или не знам што правите. И оди. А не овде ме прашуваше класната у средно, мојот чешел се еден забец ли е. Ти ме купи си чешел, дивеч. Да, јас немам ни таков. Ја немам никаков чешел дома. Да, многу е лесно за одржавање, ама што знам, знаеш како вика, секогаш сакаш тоа што го немаш. Може, значи, ја да. секогаш се воодушевувам на тие што имаат прави коси, си го ми можеш да ја навиткаш. Веќе ти си не Ја не се одишам на секоја коса затоа што сите луѓе некако или ќе се ичашлат или ќе направат нешто, само јас сум како ако ме средат тако не ќе Ако не тоа е. Тоа е што да правам. Нема друго. Она што ќе го најаваме преубавата песна која излезе во мај, тука некаде беше, ако не сум грешка. Да. Еден убав проект што беше како баш најава за љубов. Еден проект кој сакам да постам прашање зошто видеозаписот е стар запис од Скопје и тоа значи 1962 реков, ако не сме грешка, и црно-бело. Мислам, првиот црно-бело. Не црно-бело, туку првиот колоритен филм на град Скопје. Тоа сакав да запамтам, да не изгрешам и пак ги помешкам. Значи, тоа е прв пат кога излегла камера во боја и се снимало градот, од јас не сум во текст историја, слаба точка ми е. Да. Ќе си праши. И ние случајно дојдовме до тоа видео, кога извадивме Нема 2, односно тоа е песна од албумот што сега треба да излезе во септември, и решивме тоа да биде еден од сингловите што ќе ги пуштиме во етер пред да го издадеме албумот. И тоаш почнавме да размислуваме на тема какво видео треба да се направи за оваа песна. Пошто песната сама по себе не е носталгична така како што ја пишуваат, него е само едно подсетување на оние подзаборавени суштински вредности што некогаш Скопје ги имало, за кои јас не знам, неверојатно него сигурно знаат по старите генерации. Со оглед на се што ни се дешава во моментов и со оглед на тоа какво Скопје ни е денес. Песнава као чиста инспирација од Весна Малинова излезе баш за да го поттикнеме народов. Не е дека сега нешто ние сме најпаметни и нешто сега сакаме да пометуваме. Едноставно да се потсетиме на тоа какво Скопје било претходно, не као урбанистички план, него и луѓето во него, значи за соживотот, за сочувството, за љубовта, за се тоа што порано имало огромно значење за разлика од денес. Така случајно нешто бадавме као некои клипови по YouTube да се инспирираме, да видиме што би можело да залепи на оваа песна и ни излезе еден краток, не знам, 3 минутен клип од Бранко Гапо, тој е големиот македонски режисер. И кога го видовме, онака баш ни залепи све, бидејќи тоа е стварно првиот македонски филм во боја, што бил воопшто снимен. Да. И тоа се снимки од пред земјотресот. Значи, тоа се едни од ретките записи каде што може Скопје да се види во тоа време, и ние кога го изгледавме филмот, ние тројца, јас, Весна Малинова, Бабамова и Кирил Бабамов, бевме запрепастени од тоа какво било Скопје порано, пошто реално Скопје е мојот град и си го сакаш, си го сакам Скопје. И Скопје заслужи на вака убава песна, мислам, и мене не ми е носталгично, мене па повеќе ми буди желба да се врати таков некој дух повторно во градот Па, хајде да речеме да не се врати, него да се роди некој нов дух што ќе ни ја поврати емоцијата еден за друг, која ќе не зближи, која ќе не поврзе и каде што модерно ќе биде да бидеме искрени еден со друг, а не да се и луѓето конечно ќе бидат свој век излезе на улица и нема да гледа само не знам, некако се не е вештачки, се не е нашминка. Да, тоа ни беше баш онака бајка кога го гледавме клипот и рековме ова Скопје некогаш постоело. И
сите оние постари генерации што го видоа видеото, онака зборат со спомени, знаеш, и коцка, се сеќаваш ли на Како коцка, беше, како беше, па на корзо како излегувале. Татко ми един ден збори, ние подано кога ќе видевме колено на девојче, ми се тресеа нозете, цело тело ми се тресеше. Денес видиш што е ова. Да, Така да, има да, некоја да. посебна љубовна нишка што денес мислам дека ние за жал ја немаме осетено баш Да ти во оној кажам градски право, шарм. Посебно ми дојде убаво кога го видов, заради тоа што не знам дали ќе слушаш што мине, Лепи Сул правеа некои такви спотови. Знаеа да вметнат некои такви елементи од такви и сега јас кога ќе пуштам така некои песни од нив и ќе ме потсетат, ќе ме вратат, но интересно ми е да станам и онаква гледам, дури и стопирам, за да можам да видам како било. Мислам дека сите сме љубопитни да знаеме или како биле луѓево што се случувало и она корзо фамозно што го зборуваат сите, Да. колку било убаво да се излезе да се прошета на корзо. Јас малку имам фатено од корзо, не знам, тие неколку крупчиња кога се шетам, или дете се уште после веќе престана корзото и крај. И сега ми е смешно кога на внуките мои им објаснувам дека со 10 денари или 15 денари си излегуваше во град, се купуваше семки или сончоглед, Сладолед. сладолед, пуканки, нешто. Да, пуканки. И ти си ти цело вечер излезен. Да. И вртиш кругови, ама ете, и убаво ми дојде кога го гледав целото тоа. Така да се надавам дека и кај нашите гледачи и оние сите што до сега го погледна спотот ги имаат истите емоции. Наискрено. Па и јас искрено се надевам, мене ми е најбитно што ние ги извадивме сите тие емоции од нас и ете, не дека сум се чувствувала должна, едноставно почувствував потреба да јас се поистоветам со мојот град, да оставам нешто што еден ден ќе ги инспирира нашиве млади деца, нашиве поколенија, за да, ете, не знам, го направат овој град поубав за живење. Да се врати духот. Уживајте, драга моја публика, заедно со најновото Дани и баш овие емоции што ги изборувавме сега, почувствувате ги на ваша кожа. Сите нивни лета мина во сон. Сега се ни смета и домот не е дом. Градот ни се смени, срцата ни плача за љубов и мир. И стално друг ни е крив. О, нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Нема две. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Едно е, нема две. Ова беше место за љубов, роден град. Без збор се знае честно и друга до те брат. До кога ќе не чуди, кој ли му ја зема магијата на овој прекрасен град. О, нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Нема две. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг.
Заедно со Дани на Шанкен се враќаме назад, тоа беше најновото или најавата за новиот албум кој велиш дека септември веќе ќе биде готов ова. Е сигурно или? Леле, да. И ова, мислам, и више ја не можам да се гледам во огледало и да кажам, леле, до кога, Не мислев така, не мислев така. Не, озбилно, стварно. стварно. Сватиш, не мислев така, само што очекуваме, сакаме да видиме што е како е Ја направено. предолго го најавувам, мислам, ние работиме на албумов добри 2,5 години. И Нема веќе да онака се наоѓаш сега секој кој интервју. Нема за шо да ти се лутам тама работа. Јас сум реална, многу сум објективна и и сигам ако уште еднаш го најавам албумот, значи ќе си го гризнам јазиков да не правам ова. Може ли да не избориш, може ли да си ја затнеш устата на кратко. Значи... Ама нема, тоа е поривот што ме тера затоа што сакам да излезе што е можно поскоро. И после 2,5 години веќе е готов. Значи го има мастерот, ми е тука спремен е. Готово, живо е, може да збориме. Да, конечно септември излегува, а еве веќе нареднава недела пуштам нов сингл од истиот албум. Машала, браво. Па да, мислам дека си дадов преголемо отсуство од медиумите, па сега еве све што работевме овие 2,5 години сакам да одлично да пуштиме во слобода. Ке има за сите овие што ги пуштаме песни, ќе има и видео записи, со тоа што пошто не можам да чекам сега песнава да си седи, ќе ја пуштам, па попосле ќе вадам и видео, не ми се битни лајкови, вјуз и не знам што, се што сакаме да си излезе у етер. А дали може ќе планираш концерт ништо такво или рано е за да правиме муабет за тоа нели кој ќе биде готов албумот, па ете промоцијата си ја размислували како ќе биде или ќе си ја теком на вака? Ја не сум ја размислувала. Што да прашам близнаци си хорото ние како ќе се договориме, сега сум угушвам. Да, значи си имаме ние некои своји идеи со тоа што концептна промоција заслужува овој албум. Има многу зрел саунд и е нешто што не звучи така како што сум звучала претходно. Би сакала да имам и концепт онаков свој. Меѓутоа, не знам, потом да видиме, нека излезат прво песните, па ќе видиме што ќе се деши. Пред да изиграме уште една игра на крај, последно да прашам ќе биде дали никогаш најде на проблеми поради тоа што прво да ти кажам дека те почитувам заради тоа, се што во песните си кажала, стојам за тоа, се е толку изненадно. Дали најде на проблеми што си толку искрена, а те гледам дека како човек си таква, но дали почувства некој притисок да некој да проба да те смени, да некој да те опомене дека не треба да бидеш така, дека постоеше ли тој притисок? Па да. Реално беше една од првите такви песни што направија кај нас. Па да, ама не само за тоа, него и јас сум директна, значи некои тоа го зимаат како грубо однесување, некои мислат дека тоа е арогантно, а јас само сакам да останам доследна на себе и да го кажам тоа што го чувствувам. Во ниеден случај не мислам дека тоа е арогантно, тоа е едноставно многу правилно. Така поише ќе се сакаме, можда нема да видиш се, ама за некој време ќе знаеш дека сум ти мислела добро. И дека си мислела добро, да. Така да јас сум тој човек, нема сигурно да се менувам новија години, штом до сега не сум се сменила и сакам да остане така. Да не се смениш. Искрена си стутка како човек, затоа си ми одличен кандидат за играва, со сум не сум се одговара, само ќе ги вртиме табличињата, јас морална поддршка ќе ти дадам. Да освежиме емисија и кад направите нешто уникатно. Ај, нешто зизете. Не, знаеш, и погледав неколку странски емисии, ова ќе го украдем. Давај. Може. Ова ќе го украдем. И го украдов. Ми така да шо. Добро. Не сум ни прва ни последна. Не си друга. Никогаш не сум возела мотор. Ого. Знам, затоа и те прашам. Од дома нели се караат? Нели е, знаеш, секој родител мотор кој ќе чуе она коса му се крива. Да, јас бев едно бесно дете и сва среќа на многу млада возраст излегов од домот, односно се осамостоив.
почнав да живеам сама и јас купувам прво работи, па после им кажувам. Нема друг избор. Значи ја купувам стан и onda викам ја купив стан. Каде бе? Па порашај бе, па чекај бе. Абе исконсултира се. Некој време го криев моторот од дома и после веќе кога не можеше да се сокриевам, значи мамо едно моторче ја имам, кога го видела. Кај го криеше Дани на Тоа е тераса? страшно. Па не живеевме на исто место, ама кај си е там сум. И увек кога требаше да идам кај нив нешто до дома, гледав да го сокрием таму негде позади, кај ти е колата. Таму позади немаше место овде на паркинг. Ај, дој собери ме. Да, на крај сконтаа дека ето тоа е мојот карактер, дека сум бунтовник по природа и нема враќање. Насмеа. Никогаш не сум работела на шанк. Јас сум сакав да научам бе коктели да правам. Човек што не знае коктели да прави, не може да дома да се снајдеш, како ќе се снајдеш. Не сум никад, иако увек ми е забавно кога ги гледам. Ја на крај Како се разбрав дека снаоѓа. коктел е само човек да го опиеш и он ќе ти го пофали коктелот. И евентуално да ставиш ти имаш и да го крстиш нешто фенси, као што ми направи, самба дека мамба, оние се- ламбада, вау. Ви сте многу способни луѓе. Мене да ме стават 10 минути на шанк, мислам дека ќе им ги измешам пијачките, ќе им вратам поише пари него што... Да пари да. Не, Да пари. тоа, дај мамо, на леле, ако ги гледам, викам, што е ова, октопот ли треба да си завака? На другава моја работа сите на каса која работат се у добивка, јас сум увек у загуба. Тоа е. Никогаш не сум поминала цел ден во пижами. Со задоволство ги поминувам. О, колку љубам пижам. Јас со пижам идам до бензинска да Ми си рече купам. никој не ли те срам тага, цело ме е срам. Мој живот што знај ми правам. Значи, пижами, утри са бајле, до бензинска, прошетка, здраво комши, како сте, добри сте, дајте ми вода, ова, оно се што треба да нешто лабаво и се враќам. Пижама царска работа. Никогаш не сум изела цел оброк во кревет. Мислам добро. Ајде да не се лажам. Многу ме нервираат луѓе што не јадат у кревет. Како? Ама ми иритираат луѓе што не јадат у кревет. Па чаршаве ќе го смениш, па и да не го смениш нека те чешка. Ништо нема, само вака Ништо нема. гледаш. Ама ни така ни правам, ни така. Само имам спални, спијам на другата страна, ова ми е за јадење, другата ми е за спиење. Лошо. Добро. Добро. Никогаш не сум направила селфи во теретана. Ја не сум била во теретана, да ти кажам искрено. Не сум. Одиш во теретана или не? Периодично, не сум некој поборник за таков вид на спорт, иако мислам дека е потребен. Не секогаш одам. Одам само кога стварно имам потреба или кога стварно имам потреба и ептен морам, тоа е. Така. Што? Добро. Јас А селфиња, тоа не ќе му. ми викаат оди, ама знаеш што по фотошоп измислија и така, камерава не ми викаме дебеле, камерава што ја на вас. Никогаш не сум нашла пари на пат. Сум 500 динари како ги имам најдено радости. Јас сум и не 500 динари, него нешто малце, ама ја изгубив голема сума на пари. Ај, си И ги најдов? Тоа ми беше, не ги најдов. Никад не ги најдов, ама тоа ми беше една таква поучна лекција, пошто срцето ме болеше, големи пари беа. И од тогаш реков, секогаш кога ќе најдам пари, секогаш ќе викам, некој да не изгубил! И Све тука ќе направам 10 само да луѓе. ги вратам. Битно да не ги задржам кај мене у джеп. Да ги давам на некој друг, макар ми излажа. Немаше никој кој ги најдов парите околу мене. Никој, стварно немаше никој и да викав. Си ги зема? Си ги зема па Страшно. Не, стварно, да беше некој или паричи, фала Богу веднаш враќам, ако е пред мене, фала Богу веднаш враќам, така беа паднати са. Знаеш кога кажа мајка ми, ако немаш очи да си пазиш, ќе си сносиш Така е. последици. Така е. Никогаш не сум плачала на филм. Ого. Сум. Да. Добро, знаеш, вака стварно многу силно ми изгледаш. И дури мислев ќе ми речеш дека не си заплакала на филм, ама добро е, значи Не, јас сум плачка. карактерот ти е вака, не покажува ти ќе испаднеш многу помека и многу поемотивна внатре. Принцип е така, иако никој не ми верува, секој што ќе ме упознаат малце подобро, да викаат, Боже, Господе, кој би рекол дека овој лав знае да биде срна? И мене така убаво. Едно убаво, викам, збори ми. Како ми тргна со анализуваше на чаре да ги стан да прилегнеш на Шанков, тука да измам ракијата и се ги вика. Добро, никогаш не сум се шишала сама.
Добре, ти можеш, не се приметува да се Ништо не утнеш. се Да, тоа сакам да кажам. Нема шанса. Цела дупка да излезат позади, вака ги префрлиш само и топси. Папагал ми се удави у коста и мора, пошто Нема крилата му беа искршени, Леле. запреткани у лукните и вака само, ова вака се прави и вака штрац и чисте работа. Да. Папагалот, значи... Толку, више папагал чување дома не. Твојот папагал беше тоа? Да. Добре, бареме твој, што не е на луѓе да им објаснуваш да се... Да. Полоша е туѓот. Знаеш, Ќе ме тужеле. Да, и ќе ти направиш За убиство. проблем. Никогаш не сум се сончала топлес. Не сум се. Не сум се. Сакам, ама не сум се. Ама добре, ја немам што да сончам, ама... Ама, па мислам дека е чекај, овде небитно. во Македонија или Не, надвор? не, надвор. Добре. Ја купив танга купачи и немам облечено во окрет. Е, танга не. Никогаш не сум чепкала тук Facebook профил. Не сум. Не сум јас. Знаеш, кога на Нинија Гајла знаеме дека сме најдобри, што он побулја од мене нема да најде гуше глупости. Преки ми се замарам. Мислиш на Facebook да дечко? чепкам. Да. Не, И во бе. морен испад мислев. Не, Што ги не, ги чепкаш другите, па и ти. Не бе, зашо се? Замисли Не сега сум, така да си. Не Не, сум. не ќем тоа. Никогаш не сум пеела караоке. Царска Грчка. работа. Царска работа. Грчка, кај да сум била секаде да го знам и да не ја знам песната, ја пеам. И многу пати викале ме другарка ми кажи да не се дере. Жити ми не кажи да не се дере. Јас сум идела и сум му викала на дете, молам една песна, ја запиши се, па идам се запишувам. Што си по професија? Правник. За да му направам, знаеш, филмот да ми ја кова, не знам, по многу сакам Америка да пеам. Талент искачаш. Да, многу сакам да пеам, а никогаш не сум пеела и правник сум и не знам што иззимам микрофонот, го јадам тука на сцена. Каков талент, викам, да! Збори ми Гарките мои кома се газат од смење. Добро. Последното прашање е дали никогаш си поправила нешто по дома? Никогаш не сум или сум поправила нешто по дома? Јас сум, ја минувам сијалици, оние шкафчиња на кои ми се разлабаваат, си ги фаќам, си ги тие штрафта, не знам како се викаат. Казанчето секогаш ке ми се расипе сама си го правам. Значи јас сум типе жена за све. Тоа е фино, јас тоа не сум. И па јас ќе те научам, многу е лесно. Ќе те научам. Да сакав да научам, ќе научам. А, Мислам дека не сакам да научам. Добро. Пошто знам дека се можам да научам, кога сакам, али тоа се некои работи за кои не сакам да Не сакаш не уопште сакам да да ги пипам. Да. Добро, бе, да си. Добро, готово. Да. Па све друго правам, па за и тоа ли да правам? Добре, ја не правам ништо друго по дома, не. Суши, не правам. Све правам. Имаме подароци за вака расположени гости на сам крај, не ти испратиме со празни раце, за да сакаш да не дојдеш пак. Еве го. Охо. Не е стан, ама се нашите пријатели кои продаваат станови на идеални локации, слободно разгледај си една ваква убава шолјичка како што си пиеш ти. Не знам ја што имам натра, ама треба да има една ваква убава шолјичка. И уште една шолјичка за кафенце и цела вреќа кафенце за тебе, не знам колку си, да, љубител на кафе, опа. И сладолед имаш овде и капучино и се. И стварно домакински се. И ќе дојдеме на суши и на кафенце. Фала, многу Ова да видиш да не ти ги враќам назад, знаеш дека не ти ги зијам, има да ги зима само за пред камера. Па си ги зимате, а? Кога за пред камера да ја сликаме и ги... Не, тама работа. Од срце ти благодарам. Да знаев дека вака убаво и брзо и комуникативно, брзо комуникација ќе се снајдеме, ќе се договориме, што и порано ќе ти се јавев. Имав малку страф, морам да признам, изгледаше на многу по-строга, а напротив можам да кажам дека си ми една од најзабавните и најприсемјените личности што ми кажав Шанка. Дали ти кажав предпоследно? Ама може да е добро што луѓето малку се плашат од тебе, затоа што нели таа фасада е добра, држи некоја граница и здраво почит. Така да јас ќе ти кажам дека тоа е позитивна страна. Макар што од утре веќе нема да се плашам од тебе, да ти кажам право, веќе знам дека си многу добра. Нема потреба да чувствуваат луѓето свако поштовање спрема мене, доволно е само да се отворат и да ме доживеат. Ако некој мисли дека сум арогантна, валјда тоа произлегува од него, не од мене. Да. Јас сум окей со се. Само да се сакаме. Ти благодарам што си искрена и во музиката и како човек и не толку за мене веќе пораснав, знаеш, знам како треба, ама за младиве девојчиња мислам дека
твојата музика е супер патока за тоа како и што треба да одберат и какви треба да бидат. Така да од мене таму на тоа поле имаш поддршка. Јас сум феминиста, бре. Ја тегла сама отворам. Чувствувам одговорност као јавна личност и мислам дека на овие години токму и затоа се уште се стремиме кон нешто што еден ден би се нарекувало музичка култура што ја нема денес. Ти благодарам, Дани. Фала и на тебе. Тоа беше Дани Димитровска на Шанк Македонија. Верувам дека уживавте. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is a minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is a you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Еве сме на крајот од денешното дружење. Ви реков дека ќе ви биде убаво на Шанк и затоа ви реков и да останете овде. Нашата гостинка беше навистина супер. Дани е секогаш добро друштво за на Шанк. Ова го тврдам уште повеќе сега откако имам искуство да се седнам со неја и да си направам муабет. Но она што остана за сам крај е еден муабет околу моите шоферски способности. Едно јавно извинување на мојот комшија кој пред некој 5-6 години го донесе ретровизорот дома и рече на мајка ми: "Господјо, ај што го удрила ретровизорот, го удрила, барем да го соберела од земја и да го ставила на страна, јас да си го направев не така на улица да виси." И јас тогаш сватив дека вие и каква и кола мене да ми дадете, јас као демек ќе собирам вечно ретровизори помало, заради тоа што никој не му текнува да си ги собере ретровизорите вака. А и мене не ми текнува да убацам прва кога влегувам на паркинг, не го влагам втора и кочеш ако закочи, ако не, ќе си собереш пари, ќе си го поправиш. Ова се смени се додека не го видов новиот Hyundai Tucson, автомобил со така добри сензори за паркирање, така добра камера имате со целата таа опрема во него, што вие веќе можете да заборавите на селфи со вашиот мобилен телефон, него застани убаво позади кола, кај што се сензориви или напред и можеш цело видео да направиш, ни дечко ти да те слика, ни баба ти, ни мајка ти да малтретираш. Колата те и вози и те слика. Па подобра кола од тоа здрави. И ако со таа кола успееш да удриш ретровизор, те молам скрши ја возачката дозвола уште сега во овој момент, затоа што не знаеш да возиш. Закажете средба, информирајте се како можете да го добиете овој автомобил по супер цена или да разгледате целата понуда на автомобили кои ја имаат. А во меѓувреме, секогаш кога ќе ги гледате репризните изданија на Шанк на нашиот YouTube канал или ќе се информирате за она што се случува на Facebook на Шанк со Ивана Наскова, бидете во друштво на квалитетно кафе и на една убава таква шолја со добар талог внатре која ќе си ја свртите. Конечно вистинско турско кафе за љубителите на кафето и љубителите на капучино, на целиот асортиман на кафења кои имаат за секој по нешто. И нели, ако веќе рекламирам кафе, ги рекламирам нив затоа што јас сум кафе-количар, сакам да пијам кафе. Јас сум алкохоличар, не се шегувам, не сум. Ама кафе дефинитивно сакам да пијам и затоа можете да ми верувате кога велам дека тоа е кафето кое сакате да го пробате. Епа, ајде, доста ви беше од на Шанк, можете малце да го одморите ова тука место што ве боли од подпирање. За 7 дена се гледаме повторно пак тука.